Добар ден, професоре. Колку ученици од вашето одделение физички ќе присуствуваат на наставата? Па од моето одделение физички ќе присуствуваат 22 ученика. Тоа значи согласно капацитетот, односно бројот на ученици според протоколот, учениците ги делиме во две групи. Поточно, мојата паралелка е поделена на две групи од по 11 ученика. Како ќе се одвива наставата за оние ученици кои учат онлайн, меѓутоа и оние кои треба да присуствуваат физички, меѓутоа оние што ја следат наставата од дома? Да, секако дека сме подготвени. Секоја училница има спремна конфигурација, односно интернет и камера, преку кој ќе се реализира овој тип на настава. Нормално, секој наставник како креатор на наставниот процес сам ја организира наставата. Наставата може да се организира и во надворешни услови. Нашиот училишен двор располага со еден простор каде што може да се реализира наставата. Потоа, односно учениците кои не може да ја реализираат со физичко присуство на наставата ќе се реализира онлайн по усогласени термини, кога ќе се реализира онлайн наставата. Колку време ќе траат часовите за ученици до трето одделение? Колку време? Па се се реализира според распоредот. Дали е прво, второ или трето одделение, значи може да бидат 4, 5 или 6 часови, односно еден час таа е 30 минути и имаме 5 минути одмор, мал, и 15 минути голем одмор. Може да ве потпрашам во однос на комбинираната настава, на кој начин вие ќе изведете наставата која е потребно да се реализира и со физичко присуство, меѓутоа и со онлайн настава? Видете, значи повеќе фактори со значење. Еве, например, може додека трае наставата со физичко присуство, некои ученици да ја следат наставата во живо, или преку самата платформа на следење на наставата од далечина. Исто така може по завршување на наставата со физичко присуство да се одржи, односно да се реализира по утврдени термини на одделенската настава каде што работам и јас. И тука се со одредени ученици кои се пријавени онлайн, односно настава од далечина ќе работат, на тој начин да се реализира. Секако може да се сними материјал, наставникот може да се сними материјалот да биде испратен и други начини кои се соодветни за овој тип на настава. Ве благодарам.